Добар ден, криптоентузијасти, мислам дека сме моментално во живо. Така да би сакал прво да го поздравам нашиот гостин Никола Давидков денеска на ова легендарно да речам случување, затоа што ова е на еден ден пред Ден Илинден, но како и да е, снимено е со посебна намена, иако ќе разговараме за крипто, тоа не го менува фактот дека ова е првенствено направено со цел да го направиме овој ден малку поспецијален за македонскиот народ, за македонските криптоинвеститори, така да повелете во уште еден практично во уште еден подкаст, каде што денеска ова се прашањата на кои што ќе разговараме и нормално пред се би сакал да го честитам на сите Илинден, на сите македонци во Македонија, надвор во Македонија. Ова е специјален ден, сите знаете зошто нема да налогуваме во тој дел, но како таков се обидувавме да направиме една посебна епизода за вас, така да ќе оставам Никола да се представи, ако не го знаете. Поздрав до сите дечки, се надевам дека не знаат добро, сега да не се представуваме по 100 пати. Убаво кажано, срочено на почеток. Драго ми е што ќе се склопиме вака за еден голем македонски празник. Се надевам ќе се осврнеме нешто и околу тоа во крипто секторот паралела, сега го нема да навлагаме у други теми. Така да уште еднаш благодарам на поканата, Антонио, и се надевам дека сите ќе уживаат во оваа епизода. Поздрав до сите дечки. Така, значи денеска официјално почнуваме со оглед на фактот дека сме тука за една најбитна работа, односно крипто. Почнуваме веднаш со самите прашања, со тоа што веќе најавивме на нашиот постер уште во вчерашниот ден, за што ќе се разговара, ова се трите главни теми за кои што ќе поразговараме и нормално ќе одговориме на поголемиот дел прашањата кои што беа поставени на двата поста, едниот на Crypto World и Македонија, другиот на нашиот канал. Сега зошто е ова битно? Затоа што нели на крајот од денот Никола е многу битен фактор на нашиот канал. Зошто е тоа така? Затоа што постојано кога го гледате нашиот канал, мојот канал, го слушате мојот глас, го слушате моето мислење. Добро е кога имаме второ мислење од човек кој што е долго време во крипто секторот, кој што ќе ни даде своја перспектива на она што моментално се случува. Така да тоа е една од главните причини поради кои што јас навистина инсистирам колку што можам повеќе да го поканувам Никола на нашиот канал, затоа што сме во прилика на иста бранова должина, но нормално секој од нас има различни размислувања за она што моментално се случува. Така да ги одбравме овие три најактуелни теми. Првата е Ethereum Spot ETF, очекување од она што да речем моментално го гледаме и моментално очекуваме да се случи, затоа што тоа е практично еден од главните катализатори кои што моментално се одвива. Потоа го имаме второто главно да речем втората главна тема, односно Трамп Биткоин резерва, и третата каде што накратко ќе поразговараме и за кризата на Блискиот Исток, односно како сето ова ќе се одрази на крипто. Сега, ако би ми дозволил Никола, во однос на првото прашање би сакал чисто онака да дадам моје мислење, па нормално после тоа ќе оставиме на Никола да ни каже што он мисли. Секако, се надам имаш и склопено поише материјали, така да и поише си утек од мене со Етериумиве. Во секој случај пак ќе напомнам, значи ова е човек што е долго време во крипто секторот и јас секогаш почитувам второ мислење затоа што доколку немате второ мислење и мислите дека цело време сте во право, тоа е една од најголемите грешки која што може да направите. Така да во оваа ситуација прво би сакал, извини Никола, сакаш да кажеш нешто? Не, така е скроз дека треба да се надополнуваме, тоа е секогаш плюс, нема ништо на одмет тука. Повеќе информации, повеќе мислење никогаш не се на одмет, тоа е со сигурност. Сега, за почеток би сакал да го споделам овој дел од Bitcoin чартот, оние кои што се малку подолго во крипто секторот знаат точно за што станува збор. Ова е буквално денот кога беше одобрен Bitcoin Spot ETF, односно 11 јануари, и гледаме дека имавме последователни скоро 2 недели во кои што имавме енормен пад на цената на Bitcoin од 48, односно 49.000 до 38, значи цели 10.000, односно во оваа ситуација 25% отприлика се намалила цената на биткоин. И нормално знаеме како се до тоа заврши. Еве каде се наоѓаме моментално, само момент ми избега еден левел. Значи еве каде се наоѓаме моментално, што значи дека сме имале енормен скок после почнувањето со тргување на Bitcoin Spot ETF. Сега, овој чарт јас го најдов и е навистина прецизно она што јас се обидувам цело време да го кажам. Односно, моментално го имаме истиот катализатор, истиот негативен катализатор во однос на цената, кој што моментално прави дамп на Ethereum на пазарите. И истото можеме да го видиме и во Bitcoin ситуацијата, а тоа е нормално Grayscale или LGBTC фондот, каде што во почетокот, знаете и сами, значи Grayscale поседуваше, ова само за да го отвориме како
да знаете како тоа изгледаше на самиот почеток, затоа што некој од вас можеби не го следа овој пазар од самиот почеток. Значи ова е како изгледа моментално и каде се наоѓаме сега во однос на акумулација на биткоин на долг рок. Додека ако го погледнеме самиот почеток и го погледнеме сите оние кои што поседувале биткоин во тој период, само да најдам каде беше тој чарт, се извинувам на момент. Значи можеме да видиме дека имаме енормен, погледнете го тоа. Значи ова блаво поле кое што го гледате овдека од самиот почеток представува залихата која што ја поседува Grayscale. Со тоа што на самиот почеток поседуваше негде грубо околу 610.000 биткоини. За моментално да поседува 241, помалку од половина од 11 јануари. Што тоа ни кажува? Ни кажува дека во целиот овој период главниот дамп кој што се случуваше на биткоин чартот во однос на ова што го гледавме овдека на самиот почеток беше буквално тоа. Ликвидации од страна на Grayscale, односно тоа се луѓе кои што купувале со попуст во, да речем, година-две назад, затоа што Grayscale фондот постои долго време, и дополнително тоа се луѓе кои што сакаат да излезат од Grayscale фондот во некој од другите спот биткоин ETFs. Проблемот е што во Америка вие не можете да испаднете со вашиот биткоин и да влезете во друг ETF, односно морате да го продадете. Тоа е разликата помеѓу in-cash и in-kind типови на спот ETF. И во оваа ситуација го гледаме истиот момент и со Ethereum. Односно овој дамп кој што го гледаме на Ethereum чартот, значи ова е практично на Fireside Co UK, Ethereum ETF Flow можеме да видиме дека уште од самиот почеток, ние уште на самиот прв ден добивме пола милиарда продаден Ethereum од страна на овој фонд на Grayscale Ethereum фондот. Со тоа што гледаме дека се повеќе и повеќе се намалува количина, но она што треба да го забележиме и зошто велам дека многу побрзо може да се случи во случајот на Ethereum да добиеме памп за разлика од оној кој што го добивме на биткоин. Затоа што на почетокот Grayscale поседуваше 610.000 биткоини, додека за разлика од тоа поседува само 8 милиарди вреден Ethereum, што не може да се спореди со 610.000 биткоини, очигледно. Така да овдека гледаме дека уште на самиот почеток они буквално во првите 3 дена успеале 1/8 од вкупната количина на Ethereum да ја продадат за само 3 дена, се разбираме. Така да они немаат толку голема количина на Ethereum за да може да прават дамп на пазарот колку што имаат за биткоин. Од друга страна, ако погледнеме на лево, првите и најголеми на BlackRock, Fidelity, Bitwise, Ethereum Spot ETFs, можеме да видиме дека има голем интерес за Ethereum на пазарот. Така да уште еднаш, ако би требало да заклучиме од она што јас го очекувам буквално тоа. Дамп во првите 2 недели и потоа солиден памп кој што дополнително ќе ги донесе и алткоините во следниот дел од алткоин сезоната. Тоа е прилика моето мислење, нормално сега ќе оставам на Никола да ни сподели што истиот мисли. Баш сега дур говореше, барав една интересна фотографија, успеав да ја најдам, се измачив. Така да споделиш? Па би можел да ја споделам, само ми оставиш време да ја отворам прво. Нема проблем, слободно. Во меѓувреме, додека тоа го направи Никола, само нормално да кажеме дека на крајот од ова видео ќе следи и Q&A, односно ќе одговориме на најдобрите прашања кои што беа поставени од страна на заедницата, овдека се нивните имиња, со тоа што нормално не заборавајте дека некои од овие прашања ќе бидат одговорени во текот на емисијата уште на самиот почеток од темите кои што ги имаме. Дополнително оние прашања кои што се веќе одговорени, јас ви пишав во коментар нормално во кое видео може да го најдете одговорот, како и во оваа ситуација каде што веќе имаме голем блок на прашања како овде, ќе одговориме она што е нормално можно да се одговори. Некои прашања не може да се одговорат на подкаст, едноставно не можете технички да ги одговорите. Повели Никола, ако си сменен. Да, имаше доста одзив. Тоа сакам да ги поздравам сите као заедница, доста прашања, доста интерес. И баш ми е драго што е така, што прашуваат, што има интеракција, така треба и да продолжиме и понатака, ако не и на поголемо ниво. Сега, јас конкретно за спот ETF-от на Ethereum, поврзано со сите нели останати претходно и со Bitcoin спот ETF-от и се тоа. Кажав и во претходниот подкаст дека според мене моето мислење беше конкретно дека е тоа малце префорсирано или како го кажав прошлиот пат избрзано. Не го менува фактот дека на долг рок ќе има доста голема улога од страна на големите институции, но јас тука гледам со резерва на сето ова. Плюс еден интересен чарт што го спомнав ми го потврдува мислењето.
а тоа е дека конкретно, значи, од Glassnode аналитиката, дека немала огромна корекција во овој сегашниот сајкл на биткоин во споредба со сите други претходни сајклови. Така да јас сметам дека една здрава корекција, се уште стојам на тоа тврдење, без разлика и да има памп, кој што велиш после 2 недели, јас очекувам и да има пак уште еден памп, но сметам дека ќе има добра корекција во сооднос со тоа што се случува и политички, геополитички гледано, сите работи ми го потврдуваат мислење. Сега би сакал да го споделам скринот, да го видат само чартов, мислам дека ќе се види добро. Ево вака, ај само кажи ми дали се гледа. Само секунда. Само дај ми момент да видам. Да, моментално го гледаме твојот чат. Да, еве сме, значи, на Blue Whale анализава. Он е исто така доста слични гледишта на тебе, има поише према алткоините насрочен. И има доста добри анализи, поготово за алтови, значи може да го видат. Сега ова на Glassnode, историски, значи, немало поголема корекција до сега од 25% кој што гледам, за разлика од претходните сајклови каде што имало од 30 до 50%. И еве го тоа може убаво да го видат. Значи во сите, дури и во првиот циклус, значи од Genesis до првиот Bull. Така да јас сметам дека ќе имаме добра корекција. Може нема да биде 40%, тоа 50 ни подразно, но очекувам една добра корекција на 25% дефинитивно. И после тоа веќе може да збориме за bull market. Сега дополнително на ова, додека ми е шеруван уште скринот. Да, слободно. Значи со тоа што еве го каналот, значи Sika Real News No Bullshit, доста го пратам овој на Инстаграм, имаат и на Телеграм канал, но тука се доста поактивни на Инстаграм, кој сака може да ги заследи, за разлика од нашиве медиуми што нели споделуваат све на копче, овие се утек тука и све споделуваат инстант што се случува. Значи буквално покрај Блискиот Исток, нели што беше атентатот на лидерот на Хамас. И поразговараме, тоа е следна тема. Да, и има и за другите, еве, пример, ово е многу јак момент, нели, Венецуела нарапна граѓанска војна, Путин што изјави дека, нели, овие изјавија американците дека ќе направиле као ќе направиле некој систем таму во Германија каде што ќе тестираат ракетен. Да. И Путин изјави дека нема да прости ако нешто такво се случи. Еве го тука е целото видео. Сега нема да пуштам звук и да го пуштам, нема да се чуе. Јасно, имавме добар сајт. Предобар сајт. Значи тука детално може да си прочитате се. Значи еве Америка најавила епизодно деплојмент дека ќе прават, тоест лансирање на ракети од долг дострел. Така да, тоа е доста ризичен потек, што Путин нема да го остави туку така. Не навлегувам на страни, само гледам на економската ситуација како ќе се одрази. Исто така еве го Ким Јон Кун што изјави. Изјави дека не знам ова како се поклапа, значи вика дека баш кога ќе бидат изборите у Америка у ноември, вика тоа ќе правиме тестирање на нуклеарни ракети. Како го гледам ова, го читам и не ми се верува, викам, можно ли ова? Што прави Израел моментално? Што сака, така? На Израел ќе пројдеме секако, тоа е најтешкото. Зошто? Не, боре, тоа е друга тема, него поентата што е. Зошто го прави тоа Израел? Затоа што може? Не, затоа што има бато кој што стои позади него. На Северна Кореја некој може ли нешто? Кина стои позади нив. Ме разбираш? Правам што сакам, што ми можеш? Ништо, Кина стои позади мене и тука заврши секоја приказна. Сакам да кажам моментално ваквите актери можат тоа да го прават само затоа што некој стои позади нив, не затоа што можат, не сваѓаш. Тоа е реално. Но да се вратиме на ова што кажа ти. Знаеш што е чудното како се поклопува. Тука само би додал дека исто го имаше ова Бенџамин Коен кажано, кај него го видов. Сакав да споделам една анализа, но пројде веќе време, доста нови вести искочија и ја оставив.
он спомнува дека секогаш кога имало rate cuts во претходните циклуси, секогаш имало така посолидна корекција. А веќе и еве денеска видов нова вест, Лондон, значи Bank of UK rate cuts направи, претходно нели Канада и ЕУ направија, така да Америка у септември прави 100%. Италија направи, Финска направи, сите така да и го гледав, така читнав некои вести, не го гледав во живо Пауел од ФЕД, но како што прочитав, видов дека навестува дека ќе има рейт кат со се пореално дека септември ќе добиеме. Мада јас имам обратно очекување, а сега ќе ти кажам и зошто. Јас мислам дека тоа што не добивме толку голема корекција, посебно во овој дел, еве кога ќе зборуваме за тоа, сосема на место е тоа што го кажа Никола, нормално тоа ќе го споделиме со примери, да не биде само нели на муабет, односно еве ќе го земеме. Најдобар пример за тоа е 2017-2018, каде што ако го ставиме на неделно ниво можеме да видиме солидни корекции, баш како што кажа Јон, од околу 40%. Еве корекции секогаш биле тука. Школски. Да, но една работа која што ја забораваме овдека, еве само да покажеме, значи погледнете. 38%. Ако продолжиме понатаму, истата ќе ја добиеме до самиот врв, 40% и така натаму. Но Фака изгледаат као да се по 10-20% усвоени. Да, затоа што е голем чартот, јасно. Ама знаеш како? Овдека институции нема. Се разбираме? Моментално, сега ќе ти кажам зошто не верувам дека такво нешто ќе се случи, тоа ќе ти го покажам брат одма статистички. Гледај овдека сега ово. Значи ако поминеме моментално на Bitcoin Spot ETF, во целиот овој период, така, во целиот овој период ние бевме во корекција надолу, така. Знаеш колку ќе беше оваа корекција поголема ако го немавме BlackRock да купува секој ден по минимум 100 милиони. Ова не се илјади, ова се 100 милиони долари биткоин. Гледај овдека. Само BlackRock, пази. А има денови кога ќе купили пола милиарда, така. Сега што сакам да кажам? Тоа е тоа созревање на пазарот, каде што одредено добро има доволно голем маркет кап, како што е на пример ситуацијата со S&P 500 или Nasdaq. Затоа истиот нема толку големи поместувања. И верувам дека влезот на институциите моментално, затоа што кај нив брат овие корекции се небитни, они воопшто не гледаат на корекциите. Они гледаат на временски рок, така. Значи за нив ова е инвестиција за наидите 10, 15, 20 години. Така да гледај овдека, јас овдека во ниту еден ден од 15 јули до денеска, половина месец наназад, нема ниту еден излез од BlackRock Spot ETF на биткоин. Така. Истата ситуација можеме да видиме и кај многу други, но конкретно BlackRock, така. И зошто сакам да го кажам се тоа? Ако погледнеш, има клучни разлики во претходните бул маркети и сега. Знам дека многу од луѓето викаат, да бе, да, цело време има разлики и цело време испаѓа исто. Во ред, да. Но корекциите се помали. Движењата се различни само. Јасно, ама еве вака да земеме. Така, колку е нормална корекција на биткоин после секој бул маркет? Од 80 до 90, така? Да, сигурно. 77. Помала ли е корекцијата? Помала е. Сакам да кажам како созрева доброто, така помали се оние големи волатилноста, односно нестабилноста на добрата е тоа што прави пари. Се разбираме? Во ред е, така е. Затоа што ти рачуне да направи 40% корекција, ти да купиш и тоа да ги врати тие 40 назад. Не очекувам 40%. Не, добро, само како пример го земав тоа, ме разбираш? Значи ти рачунај дека така се прави трейдинг, ме разбираш? И тоа зборуваме на вака, да речем, нестабилни добра, еве како биткоин до пред некое време. Но зошто сакам да кажам, во оваа ситуација, гледај се, има многу катализатори, брат. Ја не гледам како покрај толку позитивни катализатори ние би добиле голема корекција. Зошто ти го викам ова? Ethereum Spot ETF е само прашање на време кога ќе почне да се движи нагоре. А знаеме дека во моментот кога Ethereum ќе почне да се движи нагоре, не зборувам за институциите сега, зборувам за стандардни китови, кои што веќе направиле во биткоин погледни. Сега ако го погледнеме дното на биткоин, така, од овој бул маркет. Еве, да бидеме реални, некои од овие китови се толку добри што сигурно има направено купување негде на апсолутно до дно. Така, они се веќе погледни 340% у профит. Нормално е да променат овој профит во Ethereum, така. Кога знаат каде се тоа ќе оди, а китовите многу подобро од нас знаат дека ова порано или подоцна ќе оди нагоре, така. И сега што сакам да кажам? Ти имаш ситуација во која што само прашање на време, и тоа зборувам многу мал период во кој што китовите од биткоин, зборувам оние големи играчи кои што постојано, големите играчи китовите ја прават ауткоин сезоната. Затоа што го префрлаа профитот од биткоин во Ethereum и од Ethereum во blue chip и така натаму. Така да оваа ситуација ние сме буквално пред тој момент. Мислам сега зборувам за катализатор конкретно за Ethereum. А каде ти е тука rate cut?
водети во моментот да добиеме ние флешка што ја не очекувам да го добиеме, затоа што ние вој рейткат го чекаме брат од 2022. Така. Каде ти се тука брат, буквално пред изборите. Каде што веќе не е прашање дали, туку прашање е кога ќе биде сета оваа ситуација завршена. Така, ја па ќе кажем, јас според мене, според моите очекувања, барем 70% сум сигурен дека Трамп тепа. Треба некој или да успеат да го убијат, или стварно да засере нешто, не знам, поема немам, да успеат да го осудат или нешто. Иначе ја не гледам како Трамп не би победил, така? Да, истото го мислам, Трамп секако би требало да победи. Многу по-релативно е и посигурно ден за ден дека ќе се случи тоа. Но тоа не го менува фактот дека тоа што го спомнуваш, значи јас сум свесен институциите се тоа големите играчи. Но баш поради тоа што толку многу институции, големи играчи, нели, by the rumor sell the news, која ќе искочат брат, значи тука ќе биде таа манипулација што ќе ја изиграат. Мене историски ми се потврдува тоа. Јас не викам дека ќе пропадне криптото, туку само кажувам дека тоа кога најмалце очекуваме, кога сите ќе мислат еве тепаше Трамп, рейт кат, све бам, да не испадне посека ќе се разочараме. Ме разбираш, јас само тоа сакам како реално сценарио да им го пресликам на луѓето, да не го забораат, пошто постојано се случувало такво нешто. И сега сакам и уште еднаш тука го споделам скринот. Значи, кај исто кај Blue Whale, баш под него беше под овој пост што го кажав, што го изанализиравме, има уште еден пост. Сега што очекува дечко? Значи он ти тоа што го кажуваш со флипот во алткоините. Он смета дека кога ќе се деси тој флип, биткоинот ќе има многу голема корекција. А за разлика од тоа, алткоините ќе добијат алт сезона. И он тоа го потврдува со Вајков акумулацијата. Еве, до сега, значи он го има објавен ова прв пат. Дистрибуција, брат, ова е дистрибуција. Дистрибуција, ама има за сега дистрибуција. Прв пат во јуни, па после во јули го има објавено. И како ја објавува, еве, ова е неговата анализа, како ќе се движи, до сега цело време се потврдува. Сега сме некаде овде. Пошто ова го има објавено 11 јули, сега сме 1 август, втори еве веќе ќе биде објавено. Сега сме буквално тука, кај што ми е маусов. Значи, он смета дека пак има уште една добра корекција, па после ќе се добие пикот и тука веќе кога ќе почне алт сезоната, биткоинот ќе отиде овако е. Сега како ќе се изигра сето ова, дали ќе го прати се ова, дали ќе биде така како што анализирам и јас со рейт кацот и со нели изборите таму во октомври, ноември, пошто до тогаш не очекувам сериозно нагоре да отиде, а и да отиде, еве го чартот на Вајков, може да го видите. Значи не очекувате дека ако ја преиде границата од прошлиот all time high, дека одма ќе отиде, ќе полета нагоре. Баш тоа што сите сметаат дека еве отидовме, баб да не искочи со некој кој што викаш флеш креш таму Иран нападна и све у курац да отиде. Мене само тоа сакам да ги натерам луѓето да не бидат со една анализа само и тоа. Значи ние на точно. Тебе имаме идентични мислења, само на краткорочно се разликуваме. Така да јас ги согледувам. Добро, знаеш како? Неговиот чарт за дистрибуција е буквално у рейндж од овој моментално период до 80.000 и тука завршува. Ја колку што видов до крајот од 2025 он очекува дека ќе се движиме зиг-заг во ова. Пак, станува да видиме, јас искрено имам многу подобри очекувања, пак ќе кажам зошто. Значи, знаеш како? Сега вака да размислиме логички. Значи, зошто контрирам на сето ова? Претходно ние сме имале blow off top во секој bull market циклус, без разлика дали имало double top или имало само еден, така? Но што е разликата клучно моментално? Ти претходно овој blow off top секогаш бил правен затоа што почнуваат да инвестираат китовите, ја креваат цената, кога ќе види ритейл секторот доаѓа почиња како мајмуни на банани, така? И нормално тука китовите прават дамп, цената паѓа и тука завршува bull маркетот. Дали имал еден или два топа, таа била приказана, така? Да, сега имаме ситуација каде што брат, овој blow off top ќе биде на стероиди, брат. Зошто го викам тоа? Рачунај дека сега тие луѓе што се китовите зборуваме, кои што веќе виделе цели 3 циклуси како функционира, така? Значи тој претходно успеал да добие, да речем,
5, 6, 10x така од биткоин додека се уште бил помал маркет кап и сега он тоа го префрло во Етериум, па во алткоини па така натаму. Сега он ќе добие многу повеќе затоа што ти ги имаш институциите кои што не може да испаднат од Етериум и од биткоин спот ETF, ме разбираш? Што значи дека они дополнително ќе направат памп на позициите на китовите кои што одамна веќе имаат купено. И сега тој човек кој ќе испадне, рачунај, претходно он испаѓал од добра позиција, сега ќе испадне од одлична позиција. И он ќе биде единствениот кој што ќе може да направи прилив на капитал на Етериум, па потоа прилив на капитал на алткоини. Ја верувам дека ќе има многу поголем памп на биткоин, но нели? Па, како што кажи и сам, тоа е поентата на подкастот. Ќе видиме топот која ќе биде. Јас очекувам солиден памп, не викам не, но мене кастадито ме плаши тука, брат. Тоа што го кажаш со големите играчи, да не испадне и Coinbase да не каже од волтот го снема, ме разбираш? Значи, сепак не го купуваат тие. Ама брат, ако го снема, знаеш ли колку е добро за нас тоа? Ама не, сакам да кажам за кастомерите не е добро, за нив е топ. Не, ама види, ако го снема од волтот за кастомер, ќе го снема од волтот и за BlackRock, ме разбираш? Тоа го зборам, тоа не е добро за луѓето што инвестирале во спот ETF. Затоа никогаш нема да го форсирам спот ETF-от, макар и кај нас да го донесат. Точно. Тоа е поента да self custody, нормално, без веза, јасно. Self custody секогаш. Нема без тоа, брат. Тоа што кај институциите мене ме нервира. Ја сум свесен дека они мора да играат нашата игра. Еве и Сноуден го кажуваше тоа. Точно. Многу голема критика направи. Еве кажуваше за приватноста, дека многу работи не се средени на самиот блокчейн, дека можете пратат и се тоа surveillance. Значи јас Сноуден многу го слушав говорот, може едно 5-6 пати, брат. Не ги пратев овие другиве. RFK исто имаше многу добар говор, штета за него што влага уваква трка, кај што не може да победи, реално. Завршена е таа трка, брат, одамна. Да, али стварно како опција за председател, RFK, брат, он е од пред 3 години почнат со кампања, значи он прв почна со биткоин и сега Трамп скопча, тогаш се убаци. А виде колку луѓе има, точно. Он го критикуваше Трамп, пошто да не забораиме, Трамп имаше скрос обратни гледишта, брат, пред. Точно. Доларот и ништо друго, точно. Да. Знаеш како, сега ќе ти кажам, конкретно за RFK, мене ми се допаѓа, Арно, ама вака ќе те прашам сега. Зошто е убиен Чичко Онегов? Оти бил против израелското лоби, така? И кому и татко му. Да. И сега ти очекуваш он да биде председател на Америка у Puppet State, кај што другарче имаш 45 standing ovation за Нетањаху. И ти очекуваш он да биде председател. Па научна фантастика е тоа. Не знам како он успеа кандидат да стане, а не председателски, ме разбира. Не, он секако е, брат, у секторот надвор активен, он е со environmentaliste, брат. Он доста ќе се бори за биткоинот и све тоа. Да. И сам дека поише си прави кампања за сам себе, он и самиот е свесен дека нема шанси да победи. На крајот се политичарите, бидеме реални. Да. Значи, тоа што зборуваме ајти цело време да повториме го кажа, вика, cast your vote but don't join a cult. Значи, ете така. Дај ти глас. Тоа не се наши пријатели, точно. Ама немој да навиваш, не влагај у култ сега, мага, не знам што, ме разбираш као. Точно. Тоа исто кај нас се случува, затоа и сметав дека треба да ја направиме епизодава на Илинден. Навијачи плави, црвени, брат, и до кога? И сега пази, тепаат црвениве, ти реков ќе тепаат црвените, ќе пропаднете. И шо, гласале за тоа, за сеир да си пукаат меѓу нив, брат, значи, после плави веќе еве сега за локални демек ќе се консолидирале и сега ќе испадне после, се консолидиравме, ти реков, изгубивте општини. И цело време тоа така 30 години, ја не можам да го разберам, али тоа е веќе друга тема, не треба удлабоко. Секирај, Ива, трет таму тој со двоглавата кокошка, двоглавата чавка, тие тепаат. Нашите не тепаат, овие со лавчиња, јадеа гомна, на крајот ставија балист да биде председател на собрание. Другие не знам од кај да почнат другарче за плави, ајде да не навлегуваме кој што кажа и сам. Него нема, брат, знаеш како? Ја па ќе кажам, у Македонија револуција со пушка не помага. Од такви куропушачи по штабови не помага. Значи завршена е таа приказна. Сега се што може да направиме и затоа и поентата на каналот и понатаму останува истата. Да направиме што може повеќе да изградиме заедница на писмени инвеститори
кои што знаат како да инвестираат и знаат како да следат економија, геополитика, за која ќе дое ден таа потенцијална авангардна група, заедница, да може нешто да проба да смени. Друго, брат, ја не Интелектот, гледам брат, само четири, се крајна дига, збор, тоа е никако. тоа. Но Само како и да е. интелектот. Второто прашање, значи како што веќе спомнавме и наблеговме у таа тема, а тоа е биткоин Да. резервата на Трамп. Еве сега баш на почетокот тоа што спомна Никола, би сакал да се надоврзам, многу на место кажано и уште еднаш. Ако се сеќавате, јас направив истражување пред само една недела за BlackRock, за да сватите дека BlackRock не ви е пријател. Тоа што BlackRock моментално инвестира во биткоин и се поклопува со вашата цел или вашата, да речам, анализа, како и да кажам, инвестициони планови, тоа не значи дека BlackRock е на вашата страна. BlackRock, политичарите, Трамп, RFK, секој има своја агенда, секој има свој план. Оно што треба да запамтиме на крајот од денот е дека овие политичари, додека се во наша полза, тогаш поддржувајте ги. Кога ќе престанат да бидат, заборавете ги. Многу едноставно. Сега, за да прескокнеме од ниво на авангарда во масовна адаптација, без овие играчи ние тоа не можеме да го направиме. И тоа мора да го разбереме. Дали на некој му се допаѓало, дали некој баш имаше денеска еден пост пред 11 години истата оваа конференција во Нешвил, вика биткоин е неутралност од политика. 11 години подоцна, Трамп, биткоин, сите ве сака, така. Значи, да бидеме реални, без тоа нема шанси да влезеш во мејнстрим. Крај на моабетот. И сите оние кои што се авангардни луѓе, кои што влегле во биткоин одамна, не е дали вие сакате или не. Кога ќе дојде ситуација за ова да биде искористено како технологија на глобален начин, нема тука дали сакаш или не. Еве, моментално што направи пред ден Русија, легализираше тргување во крипто, така? Немаш избор, мораш да следиш тренд на технологија. Тука завршува Кој легализираше, извини, не те... Русија. Официјално легализирано се, нели, околу крипто. Затоа што не смееш ти да дозволиш најавија он. Да, ама во секој случај официјализирано, така. И сега ето, тоа е моабетот кој што на пример, значи јас зошто постојано зборувам Трамп, не дека мене ми се допаѓа тој клука и дрвецот, тама работа. Но на крајот чека, со мајнингот што направија русите и тоа е легализирано, брат. Русија има трета по големина фарма за мајнинг. Нивна лично, зборуваме на државата. И тоа треба знаеш, да видам таа вест. некој град во Сибир, брат, со ексес од енергијата која што ја добиваат од нуклеарни реактори, се разбираме. Тоа што има плюс. Ко насочуваат у местово, имаат еден тон кој што видов, нели, онаа држава инвестира и градче цело буквално му дозволуваат ако сака да работи, нели, на мајнинг фарма. Него да се вратиме на идејата. Значи зошто толку е битен Трамп и зошто толку се надевам на биткоин резерва? Затоа што видовме што се случи кога Германија, која што беше, и тоа зборуваме, ова е пред само 2 месеци направена анализа, која што имаше 50.000 биткоини. Германија со своите 50.000 биткоини успеа да направи 25% корекција на биткоин за колку беше таму, една недела, така? Замислете што ќе се случи ако одлучат вие ретардирани да продадат 215.000 биткоини. Значи од официјално од април, ова е, сега ќе ви кажам точно кога направено, 3 април 2024 година. Значи, од сето тоа што имаат до сега конфискувано, ретардите у Америка имаат 215.000 биткоини. Што значи дека ако одлучат да се ги продаваат, може и повише да има. па да, ама ова е официјално затоа што нели ги следат новченици, пак е блокчейн, става збор за одлучат да ги шитнат овие, а може тоа да го направат, може да направат катастрофа во овој бул маркет, така? И еве тоа и се случи. Трамп најави дека ќе прави биткоин резерва и ретардите у владата на гериатрија Џо префрлија 2 милиарди вреден биткоин на друг новчаник и сега нормално сите се укака дека вие ќе го продаат, не разбираш? И за тоа нас толку ни одговара, затоа што примерот на Трамп дека 215.000 биткоини ќе бидат резерва. Сега дали он ќе го користи тоа за подкрепа на доларот или не, тоа мене не ме интересира. Сега кога мене ми одговара доларот да пропадне, не да има нова резервна. Ама они сваќаат дека пропаѓа и сега немаат што да прават, ми мора да се закачат на бранот. Тоа е до негде добро и лошо, само не треба да им веруваме ултимативно. Тоа сакам ја да го кажам цело време. Точно. Пошто они може у секунда да им се смени агендата, кој што викаш ќе им кажат ај сега ова искочи и он мора тоа да го каже. И сега да ќе испадне после кажа вака сега така е па. Политичарите цело време се врти капи, така да не верувам. Точно. А плюс тука у прошлата епизода, значи со ова сега што иде легализацијава све, значи регулацијата, Витни Веб кај Джими Дор на шоуто го кажа тоа.
Но, значи, јас се кладам дека 99% од луѓето што се у крипто не се свесни што им е целата позадина. Позадината е уствари со енергијата. Они сакаат да ја сведат енергијата да може буквално за земја, за воздух и за струја да ги прашуваш како што те поседуваат за сите останати работи. Карбон кредити. Сакаат да го купат и тоа, брат. Значи во Карбон кредит, брат. Карбон кредит. Спрема сега, карбон тоа е кредит. длабока тема, не сакам да. ја одма да навлагам, ќе не Ни направат. треба 3 сати, точно. Да, и ќе Ма ни така е, речат така е. луѓе овие шират теории на заговор, ама гледајте а Витни веб, не мора нас. Не е само Витни веб, брат, многу луѓе се гледај го ти веб. Не Витни веб, гледај го Светскиот економски форум. Веќе ти најавија дека секоја држава ќе има квотација на, значи не зборуваме ние за некоја новинарка што нашла нешто, зборуваме за кредит, баш. најголемата конференција на лидери во светот. Светскиот економски форум во Швајцарија веќе ви најави карбон кредити, дами и господа, патување, месо, секи ви биде квота. И изборувате дека не ќе комунизам. Еви комунизам. И ќе си добиете квота. Колку можеш да имаш, па ако ти одговара, добра, ако не, продај си го или купи си поеге, така. Немаш кредити, купи си од некој друг, бе, така нели? Но друга тема, кој што кажа и сам. Може и за тоа да се направи некад поопширно, ќе се договориме. Да, треба така еден фристайл да направиме. Него да се вратиме на муабетов. Зошто? Моментално ретардите од Мурика може да направат катастрофален да го сјебат цел bull market со дамп на 215.000 биткоин, кој што е практично 1% од купната количина на биткоин. Не толку затоа што 1%, колку што е фад. Ќе направат енормен фад на пазарот. Овдека луѓето продаваат поради страф, не продаваат затоа што они ќе продале 1%. Добро да ќе направат 1%. Проблемот е што многу други луѓе ќе го следат тоа. И сега пак ќе напоменам овдека. Не заборавајте, ова се луѓе кои што моментално се со вас, утре не. Еве го прост пример Илон Маск. Кој беше претходниот bull market знае дека ретардата, значи ретарда, ја не можам да си верувам, значи овдека дојдовме овдека, бевме на 70 на 60.000. И на 60.000 дечкото вика, ние веќе не прифаќаме биткоин за Тесла, не е доволно зелен. Па треба да си екстремно зелен у главата, да земеш да имаш инвестирано во биткоин, да имаш инвестирано во значи и Тесла да има инвестирано и SpaceX да има инвестирано во биткоин. И овдека да кажеш дека не продаваш Тесла со биткоин и овдека да си ги продаеш. Проверете ако не талент треба да си брат. И он и Тесла си го продадоа биткоинот овдека. Пред да почнеме да спишиме на. Не викам. И затоа меси не се потребни. Нас се потребни луѓе кои што моментално работат за нашата агенда. Ова е агенда, ова е економија. И ево Чичко Трамп официјално најави уште еднаш, значи на оваа најголема конференција за биткоин, најави дека спрема практично, ама сега овдека е проблемот што не е само биткоин резервата, туку он што вика, сакам секој биткоин да биде ископан во Америка. Тоа е работата која што многу од луѓето се уште не ја согледуваат. Тоа значи дека он планира да привлече мајнери, он планира да привлече се што е крипто назад во Америка до степен кај што вика првиот ден во Бела куќа јас прво ќе го отпуштам Гери Гангстер. Значи ви кажува дека ќе имаме целосно поинаква политика за крипто. Ме разбираш што сакам да кажам? Тоа е има поинаква клима. Сум, како да кажам, резервиран да видам нека ги исполнат работите, па тогаш ќе им поверувам. Ама се брат, зошто не би го исполнил? Еве сега меѓу мене и тебе. Кракен вчера му даде $2 милиони брат, Кракен. Газдата на Кракен, на дечко. $2 милиони му даде брат у Етериум за тоа што го прави. Да бидеме јасни, он во го одработува за лоби. Он има 50 милиони гласачи во Америка кои што поседуваат крипто. Тоа е 10% од вкупното население на Америка. Ова е одработување за лоби. Целата позадина. Тоа е целата позадина. Знаеш ли, го покажував тоа, ако не го имаат гледано, имам направено видео за крипто пак. Значи тоа е она посебен тип на организација која што работи исклучиво на лоби. Каде што активно ви покажав најголемите, и тоа верувале или не, Ripple е на прво место. Ripple, Gemini, Coinbase, еден тон пари, милиони инвестирани во овој пак, за да стои позади политичари кои што ќе бидат про крипто. Значи моментално играчите кои што се во крипто сферата, пак ќе кажам, оние глобални играчи, менувачниците, компании како Ripple и така натаму, се моментално до тој степен големи каде што можат да купат политичари. Влегуваме во следниот степен на играта. Нашите играчи купуваат нивни марионети, ме разбираш?
И затоа мислам дека ова ќе биде бул маркет како што не сме виделе до сега. Барем тоа е моето мислење. Дај Боже, брат, али сепак. Јас да не испадне пак нешто како и прошлиот, да не искочи да го сјебат, што го кажа. Така да ќе видиме у секој случај. Види, Не сме вака или така, од бул денес маркет за ќе има. утре, така да. Да, јасно, ама не, знаеш што ми е поента? Долгорочно циклусот на биткоин до сега ниту е скршен, ниту пак ќе се скрши. Станува збор за алгоритмичен циклус кој што е постојано нели со овој халвинг ограничен. Така да самиот момент каде што ти ги преполовуваш, да речам, копањето, количината на биткоин на мајнерите, ти веќе имаш циклус. Така да биткоин циклусот на бул маркет ќе се случи без разлика на се. Да, Сега, дали ние ќе имаме all time high bull market како што никогаш не сме виделе досега или ќе имаме нормален bull market, без разлика, bull market ќе има. Така да, па ќе кажем ја, ова е само очигледно фактори кои што не сме ги имале во претходните. Останува да видиме како ќе биде, профит ќе има сигурно, сега колку и кога тоа е веќе друго прашање што мораме да го проследиме. Тоа никој не може да го знае. Исто не знам дали виде со овој главен спонзор, брат, на конференцијава, Xapo Bank, брат. Значи, од толку институции што се влезени, ти главен да го ставиш Xapo Bank, малце ми е шейди. Имаат ствари. Значи, кој што каже и сам, целата оваа ситуација е шейди моментално. Погледнете го видеото за BlackRock ќе ви стане јасно колку е сето ова шейди. BlackRock моментално го против банките и сега одеднаш искача главен спонзор банка, брат. Значи, не знам. Ама и банките се влезени, бе, брат. Ајде вака да Јасно, јасно. Swift моментално најголем партнер на Chainlink, брат. Ама да ставиш главен спонзор банката, брат. Ама баш, сега као пример, знаеш како е тоа? Као да искочат сега банкиве на нивна конференција и таму да стои accepted Bitcoin главно горе, брат. Јасно. Кога ќе се деси тоа? Никад. Ама вака да те прашам сега. You can't beat them, како беше? join them, брат. Ако не можеш да ги победиш, приклучи. Немаат избор, брат. Значи, гледај сега, тоа ти е како ја те терам сега да пракаш писмо, а имаш мејл, така? Да. Ти кога ќе видиш колку ти е ефективен мејлов, ти по точка разна нема веќе никогаш да пратиш писмо, така? Истата ситуација ти е, брат. Значи ти имаш ситуација во која што можеш било каде 24/7 на било кого да му преместиш колку сакаш капитал, никој нема никаква контрола, ни па може да те запре, ниту па може да те казни, така? И сега најнаш ти си викаш, не, бе, ја ќе пратам преку банка. Заеби во, ќе пратам преку банка, ме разбира. Нека ме овца 10 физ ќе платам, не е проблем, ме разбира. Тоа е игнорантноста, е таа што треба да се бориме, брат, кај луѓето, да сроземе. Интелектот мора да тепа. Јас сум оптимист, колку и да гледам дека не иде све у тој правец, ама нема да се откажеме. Никола, брат, не можеш да запреш технологија. Ева вака да кажеме сега. Значи не можеш да ја запреш, можеш да ја забавиш, да ја запреш не можеш. Еве, крипто е прост пример. Колку пати го убиваат крипто, брат? Ја од 2017 го убиваат крипто, така? Не се број. И затоа викам ја, нас знаеш што сега на крајот од едно вака викам ја. Тоа што ние знаеме каде се тоа оди, знаеме. Тоа што веќе сме инвестирале. Останува да види дали сме во право или не, ама до сега луѓе инвестирале во интернет и спаднале во право. Луѓе инвестирале во не знам технологија на имејл и спаднале во право. Без разлика дали инвестирале во Spotify или во Netflix или во што и да е, тоа било следното скалило на еволуција, така? Да. Брат, финансиите ќе бидат целосно заменети, а па да не зборуваме за real world asset токенизација која што моментално ја не може да си верувам колку брзо се движи у тој правец на крипто. Него идејата ми е, битно е колку што може повеќе македонци да профитираат од ова, барем тоа е мојата поента, ме разбираш? Тоа да го кажам. И сега колку можеш да помогнеш, ќе помогнеш. А другите што не сакаат да слушаат, ти не можеш зорле, тоа е реалност. Прво да научат, профитот ќе дојде. Ова што го правиме е пред се за едукација, пошто кај нас ова последни ќе го донесат, кога ќе им каже некој таму да спроведат агендата, тоа ќе го донесат. Затоа мораме. Тоа е поента, не сакам да бидат излезен капитал. Цело време нашиот е излезен капитал. Така е. И сега, третата тема денеска, извини, сакаш да кажеш, извини. Викам комплексна нижа вредност ни прават цело време. Постојано. И на крајот купуваме облаци, купуваме некој, не знам, ќе ти давам апликација, кликни, инвестирај кај мене за 3 дена пута 100 и нормално сите ни се криви. И кој е крив биткоин? Тоа со рак пуловите, брат, не знам, пак нешто актуелно у групава доаѓа некој рак пул таму. Не знам што ја кажам, толку пати да се изгорат, брат, и пак
Тоа не. Ама не сака да научи, брат. Феномен е тоа, брат. Ама не сака да се научи, бе, разбираш, значи никако да седне и да види, абе, чекај, зошто ми го прават воа цело време, разбираш? Тој дел ја не го разбирам. Значи седни и види, разгледај зошто ми го прават воа. Што го правев мојот, ајде пред тоа немаше на македонски материјал. Сега има, бе, брат. Работам 3 години за да имаш македонски материјал. Имаш повеќе од 1070 видеа на каналот кај мене. Значи имаш, брат, се концизно, прецизно наредено, па сега да земам ако не ја да инвестирам зате. Дај ми ги пари, ја ќе уплатам и ќе ти се јавам, ќе ти кажам, брат, после 3 години, еве ти ги пари. Повеќето Друго тоа не гледам сакаат, за жал, брат, ама се надевам ќе ги победиме такви. Пак ти викам, брат, 100 нека бидат. Не мора да бидат, Поглавате. ја не очекувам да бидат милион, ја очекувам 100 да бидат, се разбираме. Тие 100 што ќе стварно ќе сакаат да научат, стварно ќе останат истрајни, ќе истераат цел бул маркет и ќе знаат што да прават и самите после тоа. Повеќе од тоа не ми треба, брат. 100 нека успеат, јас ќе бидам повеќе од задоволен. Цела оваа напорна работа мене ќе ми биде исплатлива, се разбираме? Само нека има доволно. Тоа е тоа. Сега, третата тема на која што треба денеска накратко да разговараме е кризата на Блискиот Исток. Ако не му е проблем на никој, ја би сакал само накратко, значи па нешто начнав ја предходно, така да слободно. Да, само што сега конкретно веќе почиња да се развива на следниот степен. Ние кажаме дека главниот Сега ова е више. Да, значи ова е веќе влегуваме во зрела игра на шаховската табла. Односно, да бидеме јасни, и понатаму останува главната мета Иран. Точка. Значи моментално на Америка ова е трн во око. И ако успее да го трне Иран, нив сунитите и понатаму ќе им бидат, како што до сега им беа чергиче за пред ватра, нели оноа, партнери. Да. Како и да е. Идејата што е, Иран има 4 партнери во целиот овој регион. Сирија, Ирак, Јемен и Либан, кој што е буквално на границата со Израел. Со тоа што сите овие моментално актери се спремни да направат реталијација, се да главни вратат, партнери, да. да вратат доколку одлучи Израел да влезе во Либан поради било која причина. Сега ескалацијата дојде до степен. Значи Израел веќе не знам, знаеш како брат, во тие ко разгалено детиште на мало, крши џамови, тепа деца, прави што сака за тоа што татко му бил мафијаш. Буквално Да. така функционирамо. Или татко му бил у влада, што би рекле кај нас, така? Тоа И е. сега што се случува? Оваа ситуација веќе цело мало му скурчуе од тебе, се собираат и ќе има тепање, крај. И што прави сега татко му, доаѓа со флотата, тука се паркира до Либан, па сите ги предупредува, па ќе не знам вака ќе ви направиме, така ги направиме. Целата идеја е да успееш да го неутрализираш тој што може да те брани. Во оваа ситуација и Ирак, и Сирија, и Либан, и Јемен, сите нивни милиции кои што се практично Кувајт ментално во државата се директно. Заправивме, извини, само и Кувајт дека име. Да, ама добро, вие се главни брат, да биеме реални. Кувајт не се меша нешто посебно. Овдека секогаш кога се спомнува потенцијално нели враќање на Израел, секогаш се спомнуваат овие, ме свегаш. Значи тоа се на некој начин државите кои што главно се влезени во целата оваа ситуација. Оскат, да. И оноа што сакам да го спомнам е дека дојдовме до ситуација каде што Израел се дрзна да нападне главен град на Либан, да нападне главен град на Иран, и тоа претходно парем се обидуваат да го стават тоа у некоја си не знам маска. ИСИС ве нападна, значи нели истепа 90 луѓе загина на споменот на Сулеймани. Не сме ние тоа, ИСИС ве нападна. Сите знаеме кој е ИСИС и кој го инвестира, но како и да е, сега најнаш друго че ти да се дрзнеш да утепаш лидер на Хамас во време на преговори за запирање на оганот, се разбираме? И што значи тоа? Брат, тоа седиме на маса мировни преговори и станува еден представник од оваа страна и го убива главниот представник на другата страна и вика чекај, се уште има шанси за мир. Како брат имаш? Не може да разбира, ти кажи ми, може не разбирам. Значи дечко е главниот представник на Политбюро на Хамас у последните 6 години. И ти го убиваш него и американци и викаат стојте, се уште има шанса за мир. Како брат, не можам да разберам. Значи предходните лидери на Хамас што биле 100 пати порадикални од него, не ги убиле, овој што доаѓа што пробува да ги смири страстите, него го убиваат. Колку треба си ретардиран. И да не забораваме дека истото го направи у Либан, така? За напад кој што се уште не сме сигурни дека е направен од Либан, каде што загинаа 12 деца, и загинаа арапи. Загинаа 12 сириски деца на територија окупирана од Израел. Голандската висорамнија, значи не загинаа Израел, така. Тоа е намештајка.
Да, Израел е премногу загрижен, значи маме ќе ви ебеме сега, што ги истепавте сирици. Но на страна, зошто е толку битно? Мене знаеш само што ме радува тука да се надополнам. Значи тоа. го крена брат црвеното знаме на џамијата у Техеран, брат. Ама втор пат, брат. И пред тоа го направија за Сулеймани и ништо не направи. Втор пат трет пат за Сулеймани го дигна 2020, па го дигна кога кажа ти нападот втор пат и сега е трет пат. Дај, ајде нека направат нешто, нели? Ајде. Ајде сите повошикување, ајде. Не дека навивам за крв, туку сакам хегемонот како што викаат они ционизмот да го срозат, пошто нема више каде. Значи, тоа што се случува е надвор од сите вери, брат. Значи, Израел убива 40.000 жени и деца, оди на Олимпијада, нема проблем, иде овој ретардов у конгресите му аплодираат 46 стоечки овации, 46. Па брат, на Цеца у среде Белград не и прават 46 овации. Чекај, на кој беа овациите? На Нетањаху, брат, значи иде Касапов у конгрес и како навиени, брат, вака. Кога ќе ти платат да стоиш да тапшеш, знаеш она кога си статист, вака да стоиш. Не знам. Значи тој брат може слободно да кажеме дека е актуелен председател на Мурика. На Америка, точно. Значи, у коментар на овој каналов што го шерна Real News no bullshit, брат, нели збори он анализа дал све и доле у топ коментари најлајкуван ladies and gentlemen, the president of United States. Баш така. Тоа ако не сте виделе како изгледа купена држава, еве како изгледа купена. Вишам, ако не ви е доволно македонскиот парламент, нели? Ако не ви е доволно македонскиот парламент, може тоа да го видите у Конгресот у Мурик. Абе, мене ми е жал што не ги објавуваат овие вести кај нас и зомбирани се тука луѓе. Да. Се е, брат, одмерено што треба да знае јавноста. Па за тоа ја правам геополитика, оти се амбулиња. И сега, знаеш каде е сега делов кај што многу луѓе знаеш што вика, тоа никога не го разбрав до сега на каналот. Ајде политика сега, овој па ми врти, чекај малку. Не е дали ти вртам ја политика. Не може другаче ти да одвоиш политика од економија. Такво нешто не постои. Еве ти прост пример. Значи последниот пат ја тоа им го покажав. Кога кажаа дека се спрема напад од Иран врз Израел, поради тоа што Израел ја уништи иранската амбасада во Сирија, така? Да. На 10 април се кажа дека ќе има напад врз Израел. Што се случи? Значи тоа го покаже, веќе го покажам уште еднаш. За оние кои што мислат дека нема поврзаност помеѓу политика и значи како може, треба да сте стварно слепи такво нешто да мислите. Еви прост пример. Значи на 14 април беше нападот од страна на Иран врз Израел. Така, уште од 10 април почнаа да предупредуваат сите западни земји дека ќе се случи. Така, гледај што се случи со доларот. На 10 април, 11, 12, 13 во исчекување на нападот на Израел. И се од каде доаѓа ова? Значи од каде доаѓа ова? Поентата што е? Се обидуваме да ја научиме да бидите значи критички размислувачи, се разбираме, значи да барате позадина на сето ова. Не, кој што викаш ти, нема поента сега ние да навиваме дали ќе победел Израел или Хезболах, ми гајле, нека си скина таму меѓу себе и двајцата секако не ни се пријатели. Него која е поентата? Еве која е поентата. На оваа мапа која што ја гледате овде, има два многу битни канали кои што моментално има еден од најголемите, да речем, промети на многу битни ресурси во светот. Тоа е Суетскиот канал, тоа е борбата директно контролиран од хутите, кои што се екстремистичка група нели на повторно инвестирана од Иран, и Хормуз кој што е директно под контрола на Иран. Зошто е ова битно? Погледнете. 30% од вкупната количина на контейнери, зборуваме оние големи бродови со контейнери, нели, поминуваат тука. 15% од вкупната трговија по море поминува преку Суетскиот канал. 9% од вкупната количина на нафта поминува токму тука. Плюс овдека ти ова LNG, нели, газ. Со тоа што тоа ти е првиот кој што сигурно е затворен и веќе е затворен, посебно за прозападните кои што моментално го поддржуваат Израел. Вториот, тоа е Хормуз за кој што разговаравме, односно овој залив овдека е многу пострашен, односно истиот на годишно ниво поминува негде околу 20% од вкупната количина на нафта во светот. Со тоа што тоа е нафта, а плюс да не забораваме дека има и, само да погледнеме точно колку беше, 40% од LNG што се произведува. Ти погледни само која количина на ресурси поминува преку овие два канали.
во моментот кога Иран потенцијално би се надркал поради ескалација со Израел, прво што ќе направи е ќе ги затвори вие два канали и целиот свет нека му мисли. Што се случува автоматски? Ако ти ги затвориш вие два канали, ти очекувај дека и нафтата, која што моментално конечно доби солидна корекција, и гасот ќе добијат огромен скок. Што се случува кога ќе скокне нафтата? 4/5 и понатаму трансакциите во нафта се во долари. Иако има дедоларизација, тоа се уште не е ефективно. Да. Значи дека ако скокне нафтата и ако овде го ставиме DXY чисто за да ви стане јасно како тоа изгледа, еве ќе го зголемам на неделно ниво за да биде малку појасно. Значи еве го чартот на нафта. Ако овде ја го додадам чартот на DXY, ви станува одма јасно зошто ова е толку клучно и толку битно. Погледни. Секогаш кога сме имале скок на нафтата, сме имале скок на доларот. Секогаш кога сме имале пад на нафтата, сме имале пад на доларот и обратно. Што значи дека во оваа ситуација ескалација помеѓу Израел и останатите актери во оваа ситуација овде не е сега ние дали сакаме да тепа Израел или сакаме да тепа Либан или Газа. Поентата е дека тоа директно ќе делува на нашите портфолија и конечно се надевам дека луѓето ќе го сватат тоа. Да, ја некојаш сум пристрасен, во ред, да, некојаш завземам страна, ама треба да си ретардиран да не завземеш страна во оваа време во светов, но на страна од сето тоа, заклучокот секогаш треба да ви биде ист. Како ова ќе предизвика промени на моето портфолио и што да направам да се заштитам. Повели Никола, ако сакаш да додадеш нешто. Па мислам дека све перфектно објасни, брат. Нема што нешто посебно да додам, само мислам дека на крај тука чартов кога го покажа, мислам дека не се споја тука. Дали го има DXY сега? Пошто ја гледам само напред. Еве вака ќе направиме, само чекај да ги Тоа само дека паралелата не ја направивме за да видат, ме разбираш. Готово. Еве го, брат, еве. Еве вака ќе направам за да може да се види. Така, за да се види пошто се измеже. Значи буквално прати цело време. Горе како се движи нафтата нагоре, така се движи долар. Сега овде е портокаловата линија, погледнете. Да. Така. Како тоа дека малце се смеша, сакав да го видат подобро. Але јасно, извини, сега многу индикатори има и ако ги избришам после ќе ми треба еден тон време дека ги средам, исто како цртежи, затоа ги оставам вака да бидат, нели? Значи све сосема на место кажано, ова е клучот на сите конфликти во светот, не се борат етнички, не се борат верски, не се борат за ништо друго освен за економија, односно за економска доминација, тоест во превод за пари. Се ова тоа, значи нема друго нешто, а луѓето си мислат, значи све дека нешто ова било, тоа било, не бе луѓе, значи ова е клучот. Многу добро, кратко вратете го ако треба ова што го каже Антонио, ќе ви стане јасно, не е кој на која страна е, туку едноставно хегемонот е тој што те ништи цело време и сега ти прифаќаш, ако нека не ништи, знаеш. Па утре нема да имаш пари за леп. Абе, партнери се, немој вака се. Немој са ти, ние we are НАТО, брат, немој така, зошто? Па сега тоа е, брат, значи не, добро, види, завземајте страна, мене тоа не ми смета. Играш со една страна само. Завземајте страна, брат, ворете тоа, завземи страна. Абе, но биди со сите страни ќе играш, бе, брат. Да, но биди фер кон себе си и кога ги гледаш овие работи, реагирај соодветно за да го заштитиш сопственото портфолио или да го надградиш. Зошто викам ја? Дел од портфолиото го инвестира во рендер пред само 2 дена, пред вчера, тоест. Арно, ама дел од портфолиото го оставив за ова ако ескалира и добиеме поголема корекција која што секако ќе се одрази како на Bitcoin, така на S&P 500, Nasdaq и останатите, ќе се одрази на алткоините и ќе можам да купам по уште поевтина цена. Така да ова треба да го преточите во знаење како да профитирате од истото. И не е квантна физика. Значи не треба се ти да купиш, не знам, 3 буриња нафта и да чекаш цена да скакне па ти да продаш на кило, туку можеш тоа буквално денешно време да го искористиш баш преку крипто. Тоа ми беше поентата. Тоа е клучот. Сега тука кога спомна портфолио, аз само ќе кажам, значи имам кажано дека ќе го кажам во проценти моето портфолио, но ќе ве замолам, стрпете се, не сакам тоа паушално да го правам. Имаше пишано некој коментар. Значи, еве, ако сакате пластично, ви го имам 100 пати кажано тоа. Значи, од 50 до 60% е биткоин, остатокот ми е алткоини. Таа граница цело време гледам да ја пратам. Кога и да варира, секогаш се враќам на таа граница. Така да ќе го добиете портфолиото, не се секирајте,
но слушајте ги и прошлите подкасти што сме ги збореле, може да заклучите кои ни што ги имам спомнато, тие од прилика и ги имам. Така да нема некоја огромна разлика. Тоа е 80%, тоа е само треба слика, значи приказ да ви давам сликовите и тоа е тоа, ќе го добиете. Не одиш никаде, тука си. Кај Не одам никаде. Не одиш никаде. Ќе те најдеме па на каналот си, ако не си тука на Крипто Улти Македонија си. Не, знаеш што, не сакам сега да лицитирам и сега кога правиме конкретни теми, сакам да се задржиме до темата. Тоа точно, е тоа. Точно, се разбираме. Сега, можеме да се вратиме на прашања, каде што имаме уште 4 кои што навистина вредат, тоест 5. И нормално ќе кажеме по некоја реченица, затоа што подкастот веќе долго трае, не би сакале премногу, денеска луѓето пијат, така да би сакале да бидат при свест и да не гледаат, да успеат да не сватат што сакаме да кажеме. Така да првото прашање од Гоце Здравевски, господин ICP, how was the global... Да, он е стручњакот за ICP, кога имам прашање, него му се обраќам. How was the global brainwashing perpetrated to convince the global population that banknotes certificates have any value? Ако сака прво Никола да се обрати, па после ќе дадам моје мислење на ова или обрат. Па ја мислам дека у голема мера него ни прочитавме предходно конкретно прашањево, но горе доле му го одговоривме, брат. Поготоа јас мислам дека у моето излагање сега само овој дел тука the global population. Он тука алудира на банкнотите, брат. Да. Дека фактички дека губат вредност. Па тоа е таа доларизација што ја збориме цело време. Така да сметам дека кај нас се уште не е пресликано тоа. Еве малце на таа страна ќе го осврнам одговорот. Значи овдека кај нас, брат, тоа е, значи банкнотите само што се у дигитална форма со картички и со електронски трансакции, тоа е, брат. Кај нас во многу мала мера, еве самата цифра на криптовалути Македонија колку мембери има во сооднос со населението ти кажува колку е активно крипто тука кај нас. Ја само сум реален. Ама не сакам да има 10 активни, брат. Ако отвориш таму имаш 90% од постовите се мои, ме разбираш? Па тоа е тоа што го зборам, активноста е на многу мало ниво и тоа е тоа што се бориме ние да го спречиме, тоест не да го спречиме, лошо се изрази, да го кренеме на едно повисоко ниво. Се надевам дека луѓето ќе можат со тек на време да ги добијат полесно овие информации, да го сватат тоа што си го напишал ти, Гоце. Дека фактички, значи тоа е како вика Антонио, тоа е тоалетна хартија. Сега они ќе не плукаат, немој cash is king, вака така. Да, cash is king, за одредени работи мора да имаш кеш, но поентата е што ни кеш нема сега. Долг рок. Електронски. Да, долг рок. Тоа е целиот муабет. И може комплетно да те контролираат, да не испадне ку Кина таму на копче, идеш ти да купиш, бап не може сега, таа фаза доаѓа полека. Точно. И тоа е тоа што се бориме против CBDC-то. Ама го обиев ја видеото, не знам кога беше свињето од Македонија што го кажува тоа. Од сега ако сакате да вадите кеш, 0,5% ќе си платите за вадење кеш, и тоа не е за банка. Малци имаше дилеј, брат, не се слушна. Така да повтори. Него типов имаше, не знам сега дали тој некој представник на НБРМ или што и да имаше едно видео што го објавив, вика 0,5% ако сакаш да извадиш кеш, ќе си платиш, вика, данок на државата и вика плюс што ќе ти зема банкарска комисија, вика секогаш кога сакаш да вадиш кеш. Затоа што вика ние не знаеме, може вика ќе го користи за корумпираност. Чекај како, значи сега дојдовме до ситуација кај што користење кеш е корумпирано. Значи ти ако извадиш кеш ти практично си криминалец, така. Тоа моментално тоа се обидува да го представат. Но да се вратиме на прашањето, само сакав да се надополнам, значи види. Станува збор за доверба, да се разбереме. Ова е поради практичност. Значи, од каде потекнуваат вие банкноти и сертификати? Од темпларите, така. Ти не можеш другаче да земеш 3 цигли злато у време на темпларите и да изодиш од Франција до Ерусалим. Не можеш, така. Ке те убијат. Значи, можеш да ги оставиш тие 3 цигли злато кај темплар у Франција, да испешачиш до Ерусалим и таму кај друг темплар да му го даеш ливчето и он да ти даде 3 цигли злато. Така. Ова е направено поради практичност. Поентата е што оваа практичност моментално е крајно злоупотребена од банкарите, така. Со тоа што они моментално не држат никакви резерви и оноа што нели се нарекува фрактално банкарство.
каде што буквално он парите како му ги даваш, ги дава на некој, он ги нема тоите пари, се разбираме. И он ствара пари од воздух буквално. И сега проблемот е што целата оваа ситуација успеале да не убедат после од одвојувањето златната резерва дека не се секирајте, парите ви се зачувани. Како вика? Тебе ќе се врати резервата, чекај. Да, еве, кај да е, да. И они и нафтената резерва ја укина од 9 јуни. Само да биткоин да ја вратат барем да се искупат за нешто, ај. На 9 јуни официјално петродоларот запра да постои, само тоа ти кажам. А овдека објави некој за тоа, брат? Никој, западните медиуми, научна фантастика, само источните. Значи можеш да видиш еден куп вестници од истоков и пази, у истиот ден, значи 9 јуни престанува да важи петродоларот и у истиот ден Саудиска Арабија се приклучува на CBDC проектот на Кина. Ембридж. И тоа место да биде случајност, брат, случајно. Без брат, мукла. Не па, како? А чекај сега да те прашаме на тебе. Мицитакис го пушили еднаш неделно у Кале? Како смееш ти да кажеш такво нешто, да ги брукаш стопаните? Немој, молим те сега. Значи, такви брукање на стопаните не смееш. Се извинува. Али добро, како и да е. Значи, ова е веќе стандардна тема, многу пати сме разговарале на тоа, значи, од каде да почнам. Реалноста е дека треба луѓето да научат, значи тоа е поентата. Они не ги учат луѓето што представува тоалетна хартија во боја. Они не ги учат што е инфлација. Идејата е дека нив им треба луѓе кои што нема никакви економски познавања. Само така може да те контролира, затоа што ти немаш појма дека он тебе те краде со инфлација годишно колку сака и кога сака. Со тоа што ти принта нови пари. Така да ова е направено со цел да не бидете писмени. Ова што јас го правам е со цел да бидете писмени и да сватите што ви прават. Но затоа имаш 120 видеа кај мене курс. Еба, они со формата се бават, брат, со содржина никако. Пази, искача надвор и вика, само уште ова и може да предеме, пошто мислам дека е интересен пример. Искача, вика, денеска го изградивме патов од таму до таму, после 5 дена излага на друга локација, сега ова го изградивме, тоа го изградивме, и што ти кажува тоа? Луѓето викаат, овој гради, добро е, гради. А што е тоа у позадина со чиви пари гради, брат? Така. Значи, ти му плакаш за да гради. Он си прави пиар на твој джеб, брат. И ти си мутав, него се огледуваш тоа, викаш, браво, он гради. Гради бе. А чиви се парите, небитно. Не само тоа, него ти прави еден тунел у 4 години мандат и ти вика цигани, брат. И оро играат среде тунел, ме разбираш? Значи до тој степен зборуваме на ХЦ, така. Значи пази Курташек си играат со народот, брат, до кој степен е. И тука седа пред телевизор и вика, тунел имаме сега. Русија и Кина градат 400 километри, не знам како беше таму пат, за 3 месеци. А кај нас прават тунел за 4 години, брат. И тука идат арзиовци, брат, раскотници, Епа, ladies and dame, gentlemen and господа, против ова се бориме. Тоа е тоа. Баш така. Соте Петрески, exit strategy. Ако сака прво Никола, па ја ти кажам што имам, или па може обратно, како одговара господинот. Exit strategy, значи он морал малце по елаборативно да го постави прашањето. Што мислам за тоа? Као exit strategy може да биде многу работи. Може он збори сега exit strategy, многу е битно време траењето, затоа јас викам со план се влага. Ние со Антонио сме на долг рок. Не ни размислувам јас за exit strategy конкретно, туку гледам само да направам, ако можеш тоа да го кажеш како еден вид, не е ни exit strategy, него кога има корекција, правиш, акумулираш додатно. Значи, ако го гледаме така, конкретно exit strategy може да биде, пример сега, фирмата си ја кренал и доаѓа до некој степен каде што е развиена, нели, maturity добива и сега ти правиш exit strategy како да ја продаеш. Сега ако го сведеме тоа у криптото, треба прво да се направи, нели, да созрее. Ние сме далеку од созревање, мислам, не сме толку далеку како пред 10 години, но треба да оставиме време да созрее тоа што си го акумулирал, па тек после да размислуваш за еден вид на exit strategy, пошто поентата на самото exit strategy е профитот, како што неколку пати има кажано Антонио. Така да мислам дека далеку е од тема ова, може
после овој циклусот како ќе пројде, може или кога ќе бидеме во пикот на циклусот, би можеле да го елаборираме малце подетално ова веќе да го ставиме, како да кажам, на нишан како да почнете да правите тези стратегии. Така да тоа е моето мислење и одговор. Вака сега, значи сите оние кои што ги интересира, а верувам дека многу ги интересира, јас верувам дека ова е острав затоа што многу од луѓето кои што се влезени моментално во овој бул маркет се прв пат. И сега он направил 2-3x, за него тоа е профит кој што никогаш до сега не го видел во животот. Не е навреда ова е реалност. И ја го разбирам тој човек. Тој мисли дека треба да испадне сега и готово. Крај, затоа што може ќе го изгуби тоа што го добил. Да се разбереме. Тоа што каже Никола е точно на место. Зошто го велам тоа? Ако погледнеме биткоин циклуси, тоа каде се нога е моментално временски, така, само моментално да го отворам овој чарт за да може да речем тоа да го елаборирам ако подобро. Само момент. Значи, што е клучно овдека? Време траењето. Ние сме далеку од потенцијално завршување на овој бул маркет и многу од луѓето тоа се уште не го разбираат. Сме разговарале многу пати на оваа тема, еве ќе го покажеме уште еднаш на месечно ниво. Значи, ако погледнете вие циклусот во однос на халвинг до халвинг, ако погледнеме овој чарт, можеме да видиме дека ние се наоѓаме на самиот почеток на циклусот. Погледнете. Историски после халвингот ние сме имале масивен бул маркет, тоа што кажува и Никола. Ние не можеме сега да разговараме за екзит стратегии кога ние немаме поима како ќе изгледа во оваа ситуација овој дел, така. Значи нас ни е битно оваа една година после халвингот да видиме како ќе се одвива, за да можеме да разговараме која потенцијално би била нашата стратегија за излегување. Што значи дека ние се наоѓаме на апсолутниот почеток, погледнете. И сега, кога ние ќе поминеме некои 6-7 месеци од сега и потенцијално би добиле, не знам, некој скок, па макар и да не биде скок, макар и да биде, не знам, хоризонтално движење, тогаш веќе имаме податоци со кои што може да разговараме за екзит стратегии. Тоа е она што јас ви го кажував. Ние до сега се наоѓавме во ефективен bear маркет и акумулација. И ние тоа го работевме, така. Значи имавме повеќе од 30 видеа лов на дно. Ние не можеме да почнеме да разговараме за лов на врв кога ние се наоѓаме далеку од врвот. Ја ако направам такво видео, луѓето ќе мислат дека ние сме спремни да испаднеме. Значи ако напишам лов на врв, они мислат готово, ево го, овој ќе продаа. Значи треба да бидам и одговорен. На крајот од денот нормално ова не се финансиски совети, ние не ви кажеме што да правите. Но мораме тоа да го правиме во циклусот од да речем целосниот биткоин циклус, во делот од циклусот во кој што се наоѓаме моментално. Така да како што каже Никола, прерано е да разговараме за екзит стратегии. Тоа е нешто што ќе го разговараме кога ќе дојдеме, затоа што станува збор за DCA, станува збор за постепен излез, станува збор за пренос во стейблкоини или пак не знам, златен стейблкоин или што е идеја. Тука е тоа кога го спомна уште еднаш, само кратко ќе се натпреварам. Да. За стейблкоините или нели може сега тоа да биде и нешто друго, може да биде Pacos Gold, може да биде биткоин, може што и да е. Значи он може би мисли за еден вид на флип каде што остварил некој профит, да кажеме значителен, или сега како да го флипне за екзит. Ако веќе го правиш тоа, немој само да го правиш во тоалетна хартија. И стейблкоините на некој начин се тоа, пошто ти кога ќе искочиш после менувачница, у кеш ги вадиш. Мојот совет е тука да ги флипаш во некој AST. Значи, дали е тоа биткоин, дали е кој што каже Антонио Pacos Gold, дали може би Етериум, не знам. Одлучи си сам, но не го прави флипот во ова. Ако веќе, еве конкретно ја што правам, кога акумулирам, тоест кога флипам за да имам тетери, пример, или некој било кој друг стейблкоин, го чувам привремено додека не го ставам во друго крипто. Во друга позиција, точно. Никогаш не го кеширам тоа, поготово не сега, кога што кажа, кај што немаме ни приближно не знаеме кога ќе биде тој лов на врв. Така да тоа е тоа. Добро, значи гледај се. Краток. Тоа е уши. Извини. Краток совет само да му дам. Да. Што не знаеме што прашува. Така, затоа што може он зборува екзит стратегии на daily trading, точно. Значи може да станува збор буквално што вика Никола за земање на профит. Така да следен пат прецизира го прашањето подобро, ќе гледаме да даеме подобар одговор. Следно прашање на Николај Митрески во однос на treasury spending на Polkadot. Сега ја ако не ти е проблем ќе опрезам ова прашање чисто нели значи станува збор за 3 месечен да речем потрошувачка која што ја направила DOT, односно нивниот нели treasury, со тоа што станува збор за трошење на голема количина, ако не се кажам ова е 1/5 од вкупната количина на DOT која што ја има treasury
власт од 87 милиони долари вреден дот. Сега, значи да се разбереме, јас не гледам причина за страф, јас ова го обработив во еден од нашите вести. Зошто го велам ова? Значи ова трошење, иако моментално вас ви изгледа без веза, се они даале, не знам, реклама на аеродром или не знам некои такви буквално на запознавање со Polkadot, некоја си не знам случување, такви некои работи. Значи да се разбереме, тоа кога го направила заедницата, го гласала заедницата. Тоа треба да го разбереме. Тоа значи дека на DAO, пример, ставате предлог во кој што викате сега авионов ќе направиме маркетинг авионов цел да биде у Polkadot постер, така? И тоа на пример ќе кошта $500,000. Имаше таков пример, на пример во Treasury-во, дека буквално платиле $500,000 да направат на еден голем авион као реклама за Polkadot. Која е поента? Ти го ставаш тоа на DAO и целиот DAO, односно Decentralized Autonomous Organization, одлучува, тоа се сите оние луѓе кои што имаат Polkadot и одлучуваат, нели, за иднината на проектот и за трошење на парите од Treasury. Изгласале позитивно тоа да се направи. Што значи дека заедницата одлучила така, се разбираме. Значи заедницата е таа што одлучува што ќе се прави со средствата од Treasury. Но средствата од Treasury во оваа ситуација тоа не е толку страшно. Зошто? Они тоа го користеле за хакатони, го користеле за инфлуенсери да платат да направат програма, реклама, да го споделат тоа. Значи овие 87 милиони кои се потрошени за да се запознае светот со тоа што представува Polkadot. Во денешно време технологијата може да биде најјака на светот. Без реклама е само технологија која што никој не ја користи. Тоа е реалноста. И зошто цело време е следното прашање Solana. Solana има добар маркетинг. Solana има енормно добар маркетинг. Они направија телефон ради маркетинг, не заради тоа што телефонов е не знам некое чудо. Они направија толку добар маркетинг со меме коини што јас им си мињам капа, се разбираме. Ти на блокчейн кој што има 40% од трансакциите failed на дневно ниво. Значи, еве, ако не ми веруваат луѓето, еве, Solana. Иначе брат ми го има постојано прашање. Гледај, ми стои у постојано барање, гледај. Ми стои у постојано барање, се разбираме. Значи, кога има, еве, чисто луѓето да видат. Значи, на Dun, само за Solana постои ова, за другите го нема. Колку, пази сега, еве, значи, ова е 22 јули. 33% од трансакциите на тој ден не успеале да поминат. Катастрофа. Значи, брат, кажи ми ти, сега ја те прашам, тоа ти е како да купиш кола, ама 30%, значи тоа у неделава 2 дена не работи кола. И ти битно имаш кола, ме разбираш? Значи, па ќе кажам ја, има, значи ја постојано кажам истиот пример, кажете ми вие дали е тоа нормално. Значи, моментално Solana има договор со Visa, дека ти ги процесира трансакциите на Visa. Ама бил многу брз, бил лудила. Добро. И сега најнаш ти влегуваш, брат, у некоја продавница, така? И имаат, да речеме, најнормален POS, така, што работи со Visa картички. И ти плакаш на Visa, брат, и ти прави првиот пат денг. Втор пат паеш пат и вика денг. Што значи дека денеска ја 30% од клиентите не можам да им наплатам. Па ја има се јавам у Visa и има се да им давам по капата. Мене не ме интересира дали они тоа го процесираат на Solana или не, така? Спреми се сега, војници ќе те нападнат, брат, знаеш. Ама ако, мене не ми смета, види. Добра реклама продава, брат. Имаше една многу добра интервју со еден тип. Ама и лоша продава. Така, точно. Значи нема, што викаш, нема репутација лоша или добра, има репутација, така. Без разлика дали е добра или лоша. Ама сега ќе одговорам едно добро, да речем во оваа ситуација за Solana, ќе одговорам со еден добар пример од капиталист. Пошто они брат цената ја гледаат. Тоа е тоа, брат. Ама во ред, пак ќе кажам, мене ми е мило, брат. Нека направат профит, само нека бидат свесни што инвестираат. Тоа е проблемот, не разбираш? Значи, не се. И сега е вака, слушај го ова сега, например, многу добар пример. Имаше еден тип направил не знам милиарди, не е ни битно, сега не се ни сеќавам точно на името. И новинарот го прашува, сега ако треба одново да почнете и да ви дадеме $1 милион. Вика, како ви почнале? Значи од нула. И сега да речеме, вика, не смееш да работиш у истата професија, така. Вика, ќе најдам продукт, така. И вика, ќе одвоам 10% од овие 1 милион за производство на тој продукт и 90% за рекламирање на тој продукт. Вика, нека биде, вика, никаков продуктот, не е битно. 90% вика, ја ти ги одвоам, вика, само за рекламирање. Па брат, гомно да ставиш нели конзерва со убаво опакување, со се, ќе го продаеш затоа што си направил солиден, нели, маркетинг, така. Сега види, овдека сака да слушат од тебе мислење, ја моето мислење го имам слушано 1000 пати и дури овдека прецизно напишано, да даде Никола да
Пошто знаат ја што мислам, така. Брат ми, он ја прати исто со Ланава, нешто ме чепка цело време, а знае дека горе-доле имам слично мислење код тебе за Солана. И еднаш кај се пишавме, па може и го виделе тоа дека искомунициравме, знаеш, ја бев изненаден како скокна толку и ти пишав и ти ми кажеш као немој да мислиш дека е толку, ме разбираш? Јасно. И имавме некој back and forth тука, нема везе и сега веројатно ради тоа и ме прашуваат, а на брат ми сум му кажал многу пати, значи он ми го знае мислењето, а не сум некој фан на Солана. Ги гледам овие техникали исто што ти ги гледаш, гледам дека фейлнува многу пати. Ти секако поише го пратиш од мене и кај тебе и ги дознавам повеќето од информациите. И пак тоа ќе кажам, ја немам некој конкретно мислење за Солана. Ако мислите дека треба да ви биде у портфолио, топ. Ја мислам дека сега е касно више да го ставите у портфолио, пошто пампот помни. Иницијалниот памп е завршен, точно. Сега негде од прилика се понаша Солана како биткоинов, така да од прилика ако има некоја корекција кај биткоинот, очекувам и кај Соланата, па ете ви некоја позиција за влез. Сега да зимате ни подразно според мене. А тоа од аспект на квалитет средно жалосен би кажал. Така да што да додам друго, не знам, еве конкретно мислам дека се пошто е пишал го флип на БНБ, да го флипна, ама кратко беше тоа, се врати БНБ, пак е над Солана. Тоа е доста голем подвиг зема Солана. Точно. Јас сум целото изненаден, брат, реално. Меме којни, брат, најмногу ја крена. Добар проект што се префрли на Солана исто е Helium. Тој според мене е окей проект. Се префрли на Солана, верувам или не? Ретки се такви проекти што се добри на Солана, 80% се крш според мене. Така да не кој, брат, чапо. Оставам времето да покаже, нека ме побие пак. Ја не очекував пример претходно толкав пик на Соланава, се деси тој пик, признавам. Нема што сега тука да се правам будал е јако пораснал. Јасно, исто и ја викам, значи цената си го покаже своето, сега тука јас сум цената е една ставка у сето тоа. Што правиме со другите 9? Тоа е. Цената нема да стои цело време тука, ме разбираш? Значи цената мора порано или повеќе да биде подкрепена со соодветни перформанси, со соодветна техникалија, така. Не можеш ти брат да се надеш цело време дека ќе има деца што ќе трейдаат меме коини на чейнов, така. Значи моментално ти вика, ама најголем волумен има. Абе добро брат, има најголем волумен. Наравно, ама волуменов ти е 30% ботови, пошто имате en куп, ме разбираш, ботови за трейдинг затоа што има волумен, и второ имаш en куп дечиња што минтаат и продаваат, не знам, чуда, меме коини, NFT, така. Пак ќе кажем ја, дечки нека успе. Да, ама види. И знаеш што е поинтересно? И они не разбираат дека ова одговара за остатокот од алткоините, ме разбираш? Значи, без разлика дали тоа е репутација што ќе те прекинам, тоа е. Да, кажи. Значи индиферентност, не знам како да кажам, игнорантност, значи се понашаш, нешто го гледаш, расте, ај ќе се качам, абе чекај, застани. Значи стои, диши, издиши, види, истражи, прочитај, информирај се. Против тоа се бориме, значи мене ме нервира такво нешто кога ќе се појави нешто актуелно, сега ќе опратам трендот. Во сите сектори го имаш тоа. Така и у крипто. Што правиме утре кога ќе се деси поплава, ќе оснема од мапа и ќе дое кај тебе и брат управо беше. Не се летај, застани, полека. Немам некое посебно мислење за Солана. Ја го ставам пак во тие некои, не е шиткоин, да, ама многу шиткоини се на Солана. Така да јас сметам, знаеш како па? Ако не иновираат нешто на среднорочен и на долго. Але прво овој треба да го средат. Значи ти овој е проблем бе брат, гледај ова. Значи пред 2 дена 40% од трансакциите биле фейл, гледај. Ама константно е тоа, не е само не, па тоа сакам да кажам. И се ти, ако треба ја воја брат да ти го објаснам, ти го гледаш и ти ми викаш, не бе, супер е, па брат, супер е, вози тогаш брат, тоа е. Да. Значи, знаеш како? Кога правам истражување, тој дел на пример многу луѓе треба да го разберат. Брат, не се дава тешко заработени пари така. Ти си видел куче со капа и ти се свиѓало сликичето. Значи не се дава така пари. Треба седнеш да направиш истражување. И ако не си направил толку добар профит,
ти пак ќе направиш профит, но си го направил врз основа на истражување, е сигурен профит. Инвестираш во проекти кои што има многу поголема веројатност да ти донесат профит. Отколку инвестирам на некој меме коин кој што ќе ми донесе, не знам, потенцијално 1000x, ама има 90% шанса дека нема да ми донесе, ме разбираш? И сега тоа ти еден успеал, не значи дека сите ќе успеат. И тоа што веќе успеал, ти не значи дека ќе направиш профит, он веќе успеал. Ти си закаснил. За надолг рок, ако ме прашуваат, тоа според мене не би го чувал у портфолио дефинитивно. Ни по точка разно, брат. Но нели, секој Попрво тон кој ќе очувам, него ли Солана. Следно прашање, мислам дека го одговоривме, мислење за крипто во време на војна. Со тоа што јас овдека пак напоменал, војнава е многу добар момент за потенцијална корекција каде што би доставил на позициите, затоа што ние сигурно нема да добиеме сега bear market, освен ако нема нуклеарна војна. Не, кратко ќе биде, тоа цело време го алудираме. Не очекуваме долго да потрае војна и прокси војна е ова, не е таква војна. Мене ако точно, ја очекувам кратко да биде ова, само колку да се праќање back and forth. Тука да направат профитите и толку после се враќаат. Се отсрама. Демек, не удри и ние ги удривме. Трето... Мислење? Кој? Како, во рецесија, гледај се, тука има неколку сценарија кај рецесијава, ја можам комотно да кажам дека на некој начин хибридна рецесија е ова, у моментов кај што сме сега. Не баш не е таква рецесија и да се случи рецесија обично треба малку поише време да пројде. Така да мене ако ме прашуваш, обично на секој 20, 21, 19, 22, од прилика на толку години се деша рецесија. Така да до 20, како ќе му дое, 8, може ќе искочи 27, може 29, може 30. Не очекувам до тогаш да има некоја посериозна рецесија, што значи дека бул маркетот до тоаш целосно ќе пројде. После бул маркетот веќе може, според мене, како и им идат плановиве што гледам, пошто не иде тоа со брзина на светлината, него постепено го прават све ова. И мене тоа ми дава до знаење дека ја спремаат рецесијата таму да ги извадат, што се вика, каблите од штекер 28. А како би реагирал тога е далеку да збориме сега. Мислам дека би се, ако е 28 рецесијата, би се понашал како во bear market. А ако сега по некоја случајно се случи малце порано, да речеме од следнава година, сега, и што вика Антонио, го сјебат пак малку bull маркетот, ја мислам дека тоа ќе биде многу краток рок. Дури недели би рекол, 2-3 недели, и после тоа, можеби тоа им е планот, од кај да знаеме. Сметам дека другите средства од другите сектори финансиски и деривати и све тоа ќе ги пребацат у крипто. Тоа е моето мислење. Јас сметам дека ако имаме рецесија во другите, значи генерално економијата, криптото ќе цвета. Поготоа алткоините. Значи поише сценарија се уигра. Точно. Во однос на воја е направено повеќе од 1 час видео каде што точно одговарам на ова прашање, нели, дали како очекувам и што потенцијално очекувам доколку имаме рецесија, нема да должам премногу. Тоа видео ќе оставам во предлог на ова видео на крај, каде што имате детално со, нели, со одветни чартови и сето тоа објаснето од моја страна, само вака ќе ви кажам. Една битна работа која што треба да разбереме дека крипто досега не било во рецесија, се разбираме? Значи ние не сме имале рецесија. Нема да го земам ковид затоа што тоа беше нешто сосема поинакво, тоа не беше рецесија и во таа ситуација ако веќе тоа е рецесија беше позитивна за крипто, не негативна, но ефективна рецесија од неколку години ние не сме имале, како што беше на пример случајот во 2008-2009 година. И ако јас се прашувам, јас мислам дека треба да добиеме рецесија, сега гледаш што направив. Само секунда. Треба да добиеме рецесија, затоа што треба да видиме како потенцијално би реагирало крипто во рецесија. Се разбираме? Ние можеме сега да спекулираме до утре са бајре. Значи, еве прост пример за тоа. Традиционалните финансии викаа вака: ако успее биткоин спот ETF да собере $1 милиарда до крајот на годината, тоа ќе биде енормен успех. Они успеа да соберат 1 милиарда у првиот ден. Значи 17, нешто милиарди моментално само BlackRock поседува вреден биткоин. Се разбираме? Што значи дека не можеме да зборуваме за нешто што не се случило затоа што ние не знаеме како ќе реагира светот. Светот не е ист
како во 2008-2009 година. Сега имаме многу поголема базирани информации, интернетот е многу пораспространет, така да оваа ситуација мораме тоа да го земеме како еден од многу битните работи. Второ, мораме да напоменеме уште една работа. Моментално светот се наоѓа практично пред Трета светска војна. Никој не сака рецесија, се разбираме. Значи они моментално ќе го уклучат принтерот на десетка. Значи на десетка ќе уклучат принтерот и ќе испринтаат се што треба само за западната хемисфера да не влезе у рецесија. Како вие планирате да влезе у рецесија западната хемисфера кога се во отворена војна со Русија, се спремаат за војна у Израел и најавуваат војна у Кина? И ти сега наеднаш западна хемисфера зборам нели овие глобална заедница да влезат во рецесија. А тоа ќе биде, значи они не смеат да си дозволат такво нешто, они не смеат да размислуваат за рецесија, не да си дозволат. Што јас ако ме прашувате, јас мислам дека они ќе го кучат принтерот на 25-ка до максимум, само за да не дозволат рецесија. Тала се статијата на 100-ка принтерот. Така да ја мислам дека глеј, сакаат да шпекулираме малце поише, ја ги разбирам, ама ја не би сакал да шпекулирам. Нешто така на кратко нафрлив, гледав воедно да ги одговорам сите три последни прашања. Така да немам нешто што последно да додам. Повише би зборел за фактичка ситуација, да се случи рецесијата кој што кажа, па да дискутираме, него вака сега да шпекулирам. Точно. Потребно е да видиме како ќе изгледа, ние потребни се информации за да можеме да работиме, така. И затоа ја верувам дека без информации, без да се случи се тоа, можеме само да шпекулираме до утре и ако некој победи, ако некој погоди, тоа не значи дека разбира. Тоа значи дека му се потрефило, да бидеме реални. Ти збориш за фиктивно случување на нешто што никогаш до сега не се случило во криптосекторот и сега ние зборуваме за последици. Треба да се случи прво, точно. Значи џабе разговараме ако не дојде до таму. И последното прашање, ја мислам дека одговориме со оглед на фактот дека, пак кажав, ја уште ќе спомнам истото, без нуклеарна војна ја не гледам причина или начин како потенцијално би го прескокнале овој бул маркет. Ја мислам дека и да се деси тоа, ја мислам дека све тоа лага. Мене ако ме прашуваат, тоа само го користат како тема за доминација, односно да покажат сила. Не верувам дека некој има сериозно нуклеарно оружје, мене ако ме прашуваат. Тоа е моето мислење, а и да има и да се случи, јас мислам дека бул маркетот нема да биде скокнат. Дефинитивно, јас исто да го мислам отворено. Значи, веќе сме у full swing и верувам дека следниот дел ќе биде доста драматичен, но нели да стигнеме таму прво. Како и да, ја мислам дека ова беше многу успешен подкаст. Ја искрено уживам кога разговарам со Никола затоа што има доста да се слушне. Уште еднаш ќе напоменам, клучно е кога станува збор за едукација да имате и втор, трет, пет глас на каналот, понатаму ќе се обидам да најдам и други говорници, но Никола е нашиот прв говорник, до сега е најчест гостин и мене ми е секогаш мило кога разговарам со него, така да и јас учам кога разговарам со него, затоа што за жал ја и Никола немаме време да го правиме во секојдневие, така да го правиме само за заедницата. Уште еднаш му благодарам, ќе го оставам нормално и самиот да се одјави од нашето видео и нека ни е честит Илинден на сите дечки, македонец за македонец. Пис, поздрав, честит Илинден дечки, чувството е заемно, значи взаемно Антонио, уживам и јас кога ќе дојам на емисија, кој што кажа, ќе гледаме да го одржиме ова, не ќе гледаме него сигурно, само е прашање на интензитет, колку често ќе се случува во иднина, секако нема да престане, пошто уживаме и двајцата кога дискутираме на вакви теми, тоа ни е пасијата. Поздрав до сите уште еднаш, пратете го каналот, бидете утек, лайк, шер, сабскрајб и честит Илинден дечки. Peace. Поздрав друштво, до следно видео.